Емануел Макрон, како млад политичар, се нашол на службена вечера заедно со неговиот политички татко, поранешниот председател и лидер на Социјалистичката партија на Франција, Франсоа Оланд. На вечерата бил и еден од европските водечки политичари на своето време, Жискар д'Естен, кој јавно кажал дека Емануел му се допаѓа. Емануел пак трпеливо ќе ја гради кариерата како банкар, потоа како министер во владата на Оланд, ќе ги изготви најнепопуларните социјални реформи, но тоа нема да му пречи да стане најмладиот лидер на Франција по Наполеон III. Емануел Макрон во 2016 формираше својата партија Движење En Marche и веќе во мај 2017 победи на председателските избори. Ја победи ултрадесничарката Марин Ле Пен. Ја порази до нозе. Ги закопа надежите на крајната европска десница дека може да направи пресврт или преврат во Европа. Жискар д'Естен знаел на кој конј да го стави облогот. Тие што веруваат во европската идеја, со голема надеж ја примија веста дека Макрон ќе ја води Француската република, особено во време кога е почнат процесот на развод меѓу ЕУ и Обединетото кралство, фамозниот Брекзит. Макрон може да биде лепилото на скршената европска надеж. Во септември, во еден долг говор, тој ја објави својата идеја за реформи на Унијата. Немам црвени линии, само хоризонти, ќе извика тогаш тој. Секако говорот е темпиран пред изборите во Германија, за да се подвлече франко-германската оска и на огромното значење на врските меѓу тие две големи нации и економии. Макрон предлага реформи во еврозоната и мултибрза Европа, и тука пред се мислејќи на Германија и Франција и на уште грст стари членки на Унијата. За успех на Европа и требаат визија и шрафцигер, истакна Макрон. И како проаѓа времето, Макрон од председател кому рейтингот брзо му паѓаше, сега во декември има поддршка од повеќе од 50%. Како овие пораки и планот Макрон ќе поминат во Германија, земјата каде поранешниот канцелар, покојниот Хелмут Кол, велеше дека ако имате визии, треба да одите на доктор. Канцеларката Ангела Меркел може да стане канцелар со најдолг стаж, но проблемот е што ЦДУ-ЦСУ, иако победија на есенските избори, нема доволно гласови за мнозинска влада. Обидот со либералите и зелените да направат коалиција пропадна, па сега се убедуваат со социјалдемократите на Мартин Шулц и неговата визија за единствена Европа. Веројатно, Кол, заради неговата визија, би го пратил на лекар. Јасно е дека вака ослабена Меркел нема да може да биде силен столб на идната Европа. Иако промените веќе се надзираат. Подобрување на заедничката безбедносна политика, чекори кон создавање Европска армија, фонд за стабилизирање на еврото, отворање на вратите за Западниот Балкан. Но ќе треба да се решаваат и внатрешни проблеми, како например позиционирањето на земјите од Средна Европа, Австрија, Унгарија, Чешката република, Словачка и Полска, заеднички прават антиимигрантски бедем, што е спротивно на политиките на Париз, Брисел и на Берлин. И на крајот, каков одговор ќе има за ИСИС, поразениот ИСИС во Сирија? Каде би можеле да удрат десетината илјади војници на поразената исламска држава? Колку ќе се вратат во Европа? Ова прашање секако ја засега и Република Македонија. Рускиот председател Владимир Путин неодамна објави дека ИСИС е воено поразена, а Русија го намалува военото присуство во Сирија. Може да се очекува слободниот простор што го оставаат ИСИС да го пополнат војници на САД и нивни платеници, кои би имале задача физички да ја поделат Сирија. Тоа е можно сценарио. Второто прашање е каде ќе замине ИСИС? Во историјата или ќе удрат на друго место? Можно е по Ал-Каеда и ИСИС да се формира нова исламска интернационална структура, но за тоа ќе требаат финансии. А од каде би дошле тие? Додека се разглабаат овие сценарија, интересно е видувањето на американецот Джеймс Кромвел, актер номиниран за Оскар, затворен заради учество во протести, граѓански активист кој вели дека капитализмот е болест, рак кој треба да се победи, зашто треба радикални нешта, односно револуција. Тој тврди дека САД сака да бидат енергетски независни, но гасот и нафтата ги земаат од Блискиот Исток, потоа ги преработуваат и ги извезуваат по многу повисока цена. За таа цел,
Ние сад го формиравме ИСИС, за да ги браниме нашите интереси таму, за да ги корумпираме демократските влади. Таму, вели Кромвел.